вечер, почитувана јавност, почитувани гледачи. Драго ми е што сте вечерва повторно со нас. Вечерва, во овој подкаст, ВМРО ДПМН зборува за младите, ќе разговараме за невладините организации, соработката на младите со истите, нивното учество во обуки и семинари, како и создавањето на мост за вмрежување и градење на заедничка иднина водена од вредностите на мир, морал и разбирање. Денеска, мој гостин е Столе Пандов, член на извршниот комитет на Унија на млади сили и советник за млади на претседателот на владата на Република Македонија. Столе, добра вечер и добре дојде. Добро вечер. Ангела, ти благодарам на поканата и ти посакувам успешна работа. Ти благодарам, Столе. Вечерва ќе разговараме, како што напоменав, за невладините организации, твоето учество во истите, соработката со младите, твојата работа во владата на Република Македонија. Моето прво прашање е: кои иновативни начини на соработка и вмрежување ги користите за да ги зајакнете младинските организации? Така, благодарам на прашањето, Ангела, ти посакувам уште еднаш успешна работа. Вака од кога сум веќе на функцијата советник за млади на претседателот на владата на Република Македонија, на премиерот Христијан Мицкоски, значи имам искуство со многу организации. Секој една од овие организации си има свој статут, си има свој управен одбор, извршен директор и така натаму. Има во самите организации си имаат свој комисии што работат за подобрување на животот и на условите нормално за младите. Тука како влада, ние и како владени институции, министерствата ги поддржуваме овие организации, работиме заедно со нив, гледаме да го подобриме животот на младите во Република Македонија, како преку доделување на грантови, дополнително овозможување на нови мерки кои што го подобруваат животот и стандардот на младите. Така што директно сме поврзани и активно работиме на пронаоѓање на решенија за проблемите со кои што младите се имаат соочувано во последните неколку години. Кои обуки и поддршка се достапни за младите кои сакаат да се вклучат во овие програми? Така, значи самите комисии и самите невладени организации има 4 форми на организации младински кои што ги имам сретнато досега. Значи тоа се невладени организации, меѓународни организации, како и студентски и средношколски движења, организации кои што си имаат своји структури, си имаат своји барања, си имаат своји теми кои што ги покриваат. Секако сите овие организации си се знаат една со друга, пошто сите работат заедно за подобрување, па ќе повторам, на животот и стандардот на младите. Така што меѓу другото, на голем дел и од обуките и семинарите на кои што сум бил директно поканет од овие организации кои што покриваат секакви различни теми, значи дали било тоа безбедност, образование, науки, иновации, така натаму. Си се знаат меѓу себе генерално организациите. Значи соработуваат. Да, си соработуваат. Мислам, буквално кога има некои семинари си се покануваат едни со други, има взаемно почитување меѓу организациите и дефинитивно заедно и кога се појавуваат на семинарите, мислам, се познава таа блискост меѓу луѓето и взаемната почита. На кој начин младите можат да бидат вклучени во процесите за донесување одлуки во рамките на невладините организации? Така, значи, генерално тоа што имам согледано досега, активното учество, активноста во самите организации, нормално што повеќе проекти имаат, што повеќе вакви комисии се формираат. Има некои од овие организации со веќе 30, 40, можда 50 членови кои што се активно вклучени во донесувањето на одлуките на самите организации. Има во регистарот на
младински организации се регистрирани 107 вкупно организации. Има соодветни критериуми за тоа, така? Да. Значи има два типа на организации. Значи едните се младински организации, другите се организации за млади. Во младинските организации 2/3 од управниот одбор треба да биде до 30-та година, а организациите за млади исто се организација, значи за млади, покриваат млади, но сепак не мора да се задржат на тој двотретинско мнозинство да бидат млади. Од овие 107 организации што ги напоменав, значи порано во Агенцијата за млади и спорт се регистрираат, сега тие се во новото Министерство за млади, демографија и социјална политика. Од тие 107 има само 3 што се како чадор организации. Овие чадор организации се организација една што опфаќа повеќе, да речам, од овие 107. Сега некои не членуваат во самите тие чадор организации, но се исто си работат нормално за младите, во овие чадор организации заемно, значи, работат на изнаоѓање на клучни проблеми што ги опфаќаат младите. Ќе ни кажеш ли нешто повеќе за твоето учество во изминатиот период каде што си учествувал на обуки и на семинари? Така, баш пред... Доста широк обем имаш на Facebook, кога отворив да погледнам. Да. Мислам, баш ми е драго што и што можам да присуствувам на овие обуки. Значи, зависност пак ја речам на која тема е, но гледам на сите да стигнам. Генерално една ќе ја издвојам што беше организирана од мисијата на ОПСЕ и Министерството за млади, социјална политика и демографија, каде што бев присутен заедно со дел од службениците за млади во министерствата. Службеник за млади е позиција која што е делегирана, да речем, на некој што е вработен во самото министерство. Тоа е гласот, тоа е човекот што се залага за младинските проблеми, за изнаоѓање на проблемите, што е контактот за младите во самите министерства, како и што човекот што ја следи и активно треба да работи на подобрување на нештата во министерството. Имав прилика да се запознам со многу квалитетни луѓе од институциите, од министерствата. Обуката беше од институциите и министерствата. Дополнително ќе има обука каде што ќе бидат поканети од општините, службениците за млади. Значи, тука имавме прилика што мислам дека многу добар момент за да се запознаеме, за да знаеме и кои сме, што сме, од каде доаѓаме. Мислам, баш беше иако да се запозна службениците за млади со материјата што реално треба да ја сработат, но дополнително е убав и оној момент што нормално изближување, да си размениме број, Инстаграм и така натаму. Тоа е една, но дополнително сум бил и на многу други. Кои што... кажеш ли некоја што најмногу те инспирирала и зошто? Да, на самиот почеток, како што почнав со функцијата советник за млади, бев поканет на Westminster Foundation семинар, форум, како сакаш, каде што презентира за 2023 година бројки за тоа младите, иселување, за кој гласаат, како гласаат. Мислам, искрено бројките беа толку разочарувачки. Значи, процентот на иселување се зголемува од година за година. Во 2023 година 25.000 македонци имаат напуштено Македонија. Рангираме во топ 20 држави по стапка на иселување. Мислам, искрено, порано ако беше број еден причина, економски причини за иселување, сега напротив се корупцијата, немањето на безбедност, образованието дефинитивно, здравството, загаденоста на воздухот, меѓу другите и така натаму. Значи, овие се некои
некои проблеми со кои што младите се соочуваат, што не се така лесно да се изнајде проблемот, да се реши проблемот, извинете, туку е нешто што владата активно работи и за подобрување на условите и секако да се задржат тие млади што ја напуштаат Македонија, што се губи тој човечки капитал, тој излив на мозоци, мора да запре едноставно. Мене лично ме интересира дали на тие форуми и семинари кога одиш, го презентираш се тоа што се случува во Македонија и наидуваш на коментари од други земји дека имаат и тие ист проблем како нашите проблеми. Така, ова е за тие настани, мислам, семинари што сум бил надвор од Македонија, да. Искрено мислам кога и да направам муабет со тие луѓе, мислам баш онака со смеење завршува муабетот, затоа што некако се поставени едноставно работите во нивните држави баш онака како што треба да се независни, да речам, има децентрализација, да речам, од централната и локалната власт. Дефинитивно е нешто што е за подсмев, но активно што треба да се работи. Мислам дека едноставно работите се поставени баш како што треба во нивните држави. Мислам некои работи тука што ние веќе години наназад ги избориме, таму се веќе пред минатиот век што се вика разрешени. Искрено мислам правиме муабет за што е доброто од моите посети е тоа што дефинитивно учам нови работи. Значи некои работи што може ние и треба ние да ги искористиме кај нас тука во Република Македонија. Дефинитивно контактите исто што ги добивам, значи не се ова само луѓе од невладини институции, туку невладини организации, туку се и од владини институции. Дали било тоа во Министерството за млади, дали било тоа во Министерството за образование, за наука, така натаму. Поканети се голем дел од млади, да речам, што се од тие министерства. Дефинитивно има простор за подобрување на работите тука и дефинитивно можат голем дел од овие идеи да се имплементираат за понатаму подобрување на условията. Истоле, за крај сакам да те прашам кој е фокусот и целите на владата, министерствата и невладините организации? Би напоменал неколку работи. Значи, мислам дека сите три заедно на ист начин функционираат. Дефинитивно тука ќе го напоменам председателот на ВМРО ДПМН и премиерот Христијан Мицкоски, кој што активно вложува и инвестира во младите. Значи, едноставно во сите министерства, сите министри имаат барем двајца, тројца, ако не и повеќе млади околу себе во своите кабинети. Мислам, искрено и во нивните програми пишува едноставно колку младите ќе бидат во фокусот. Би ги напоменал тука неколку мерки кои што се најавени. Значи тоа е од 250 евра за технолошки уреди. Дополнително од 1000 до 30.000 евра грантови за млади предприемачи. Би ги напоменал инвестициите што се прават во студентските домови, во самите факултети. Значи тука исто гледаме веќе да имаме еден, а можда и два факултети што би завршиле на Шангајската листа. Дополнително, да не го забравиме моментот. Дали невладините организации се вклучени во ваквите процеси? Да, секако. Затоа што тука ги имаме и студентските организации, средношколските организации кои што заедно, мислам, се поканети и се вклучени во самите процеси. Да, имавме пред некој месец, сега не ме фаќа за збор дали беше октомври или ноември, заедно сите невладени организации беа поканети во владата, каде што бевме заедно на разговор со премиерот Христијан Мицкоски, така што чисто само за да се дополнам, да, овие се сите некои моменти што едноставно им значат на младите.
дефинитивно веќе кога седнуваш на маса, разговараш, мислам се враќа полека бојата на кожа кај македонците, едноставно сакаат тука да си ја продолжат својата кариера, да си го основаат семејството тука, да продолжат и они своји инвестиции да имаат во Република Македонија, така што мило ми е што веќе покажуваме како нова влада, предводена од премиерот и претседател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, покажуваме дека се залагаме за младите и дека едноставно имаме желба да ги задржиме сите млади во Република Македонија. Столе ти благодарам за оваа благодарам дискусија. Ти посакувам уште многу успешни посети и семинари и секој млад во Македонија се надева дека во иднина ќе види бенефит од нив. Се надевам и ние. Вам, драги гледачи, ви посакувам пријатна вечер и ве поканувам да не проследите во следниот подкаст.